Ми беше особена чест што вчера и денес сум тука во Рим на покана на партијата на европски социјалисти, а во пресред на изборите за Европскиот парламент. Денес учествував на изборниот конгрес на ПЕС, насловен како Европа што ја сакаме, социјална, демократска, одржлива, на кој што беше усвоен манифестот на партијата на европски социјалисти за престојните избори и како заеднички кандидат на партијата кој ќе го води Европското социјалистичко семејство на европските избори во 2024 година, се избра еврокомесарот за работни места и социјални права Никола Шмит. Конгресот на кој присуствуваа председателите на европските социјалдемократски партии беше одлична можност да се слушнат и дискутираат политиките на партијата на европските социјалисти како најголема прогресивна сила во Европа, а со кои ќе настапат на следните избори. Јасна беше пораката дека целта е слободна, фер и безбедна демократска Европа со гарантирани права за сите. Исходот од престојните европски избори е важен за нас како држава, за поддршка на започнатиот евроинтеграцијски процес на Северна Македонија, бидејќи ние немаме друга алтернатива, освен интеграција во Европската Унија. Тоа значи економска перспектива, социјална правда, демократија и функционално владење на правото. Овој став го пренесов и во моето денешно обраќање на Конгресот на партијата. Северна Македонија е пред председателски и парламентарни избори. И на овие избори граѓаните ќе имаат на избор два концепти. Едниот е патот на интеграција, подобар животен стандард со поголеми плати и пензии за сите граѓани, нови работни места, раст на инвестициите, раст на економијата, подобра европска иднина за сите. Тоа е темелот на социјалдемократските прогресивни политики кои во Северна Македонија ги застапува Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Токму победата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија на изборите ќе значи продолжување во европскиот пат кон подобар животен стандард за граѓаните, поголем економски развој, поунапредена демократија, владење на право, слобода на медиумите и социјална вклученост. Владата на СДСМ покажа јасна посветеност и донесе на вистина тешки и храбри одлуки, кои пак ја направија државата фактор на стабилност во регионот на Западен Балкан. Ја исполнивме првата стратешка цел, станавме земја членка на НАТО. Во 17 години чекање ги отворивме пристапните преговори со Европската Унија. Ги затворивме речиси сите отворени прашања со нашите соседи. Сето тоа се случи во кратки 6 години од владењето на СДСМ, и тоа во услови на ковид пандемија и најголема економска и енергетска криза. Другиот пат што го предлага опозицијата е сосема спротивно на СЕОВА. Тоа е изолација, стагнација, враќање назад во едно мрачно време на национализам, поларизација и дезинтеграција. Во рамки на присуството на настаните на партијата на европски социјалисти овде во Рим, имав средба со канцеларот Олаф Шолц, со премиерката на Данска Мете Фредериксен, како и со премиерот на Шпанија Педро Санчес, со кои разговаравме за актуелната политичка состојба во Северна Македонија во однос на престојните избори, кои се клучен процес во однос на дефинирањето на правецот на државата. Тие ќе одредат нашата иднина, дали ќе влеземе во Европската Унија и ќе напредуваме, или ќе се вратиме во изолација и во мрак. Заклучокот од средбите со Шолц, Фредериксен и Санчес е дека Северна Македонија треба да го продолжи европскиот пат и забрзувањето на интегративните процеси кој е во интерес на политичката, безбедносната и економската стабилност и на нашата држава и на целиот регион. СДСМ како партија е подготвена и јас лично сум подготвен и решен да ја внесам Северна Македонија во Европската Унија до 2030 година. Тоа е нашата цел, која имаме должност да ја исполниме. Амбициозна, но реална и остварлива.